Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со денешното потпишување на договорот помеѓу градот Скопје, Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за просторно планирање и официјално го почнуваме процесот на подготвување на новиот генерален урбанистички план на град Скопје. Бидејќи се работи за еден сложен и сеопфатен процес, новиот ГУП на град Скопје од 2022 до 2032 ќе биде изработен со финансиска поддршка на Министерството за транспорт и врски, а во неговата изработка директно ќе се вклучи Агенцијата за просторно планирање со поддршка на поширок круг на стручни луѓе од различни области, од академската заедница, од невладиниот сектор, како и од граѓаните како поединци, директно или преку единиците на локалната самоуправа. Генералниот урбанистички план на град Скопје е стратешки развоен план со општи елементи за просторниот развој во текот на наредната декада. Како таков се однесува на услови и донесува услови на творечки процес на планирање и соучество на сите субјекти и институции на овој широк опфат. Планот ги дефинира основните наменски употреби на површините, ги представува главните смерници на развојот и ја регулира примарната инфраструктура. Претходниот генерален урбанистички план на Скопје е усвоен 2012 година. Од тогаш па до денес се извршени многу парцијални измени на просторот, што главно се однесуваат на измени на програмите и локациите за определени содржини. Како градоначалник лично се залагам за рационално, контролирано и функционално ширење на Скопје во насока на обезбедување на одржлив развој, визионерско планирање на сообраќајната инфраструктура како основен елемент на просторна комуникација, соодветно планирање на комунална инфраструктура, посебно од аспект на инфраструктура за прифаќање со селектирање, рециклирање, депонирање на цврст и друг вид на отпад, како и реконструкција во изградените простори и блокови во простор со повисок комунален и амбиентален стандард. Во мојата визија, Скопје го гледам како зелен град со многу повеќе внимателно распоредени зелени површини, повеќе функционални јавни простори, сообраќај планиран на начин што обезбедува одржлива урбана мобилност и комунална инфраструктура која ќе биде целосна функција на обезбедувањето на здрава и чиста животна околина. Верувам дека Скопје ќе се развива и шири на начин што ќе го релаксира притисокот од претераната урбанизација на јужниот дел од градот, на сметка на рационално користење на неискористените слободни површини во северниот дел од градот. По текот на изработката на новиот ГУП верувам дека ќе бидат разгледани можностите за отстранување на некои недостатоци кои што стојат во сегашниот, меѓутоа и во претходните генерални урбанистички планови на нашиот град. Минатата година, кога со Министерството ја договаравме оваа соработка, за пример ја земав планираната јужна обиколница на градот, која според моето слободно убедување е во спротива на принципите за заштита на животната средина, имајќи во предвид дека незината градба или за незината градба е потребно уништување на добар дел од водно. Сосема на крајот ќе подвлечам дека во 2022 истекува важноста на постоечкиот ГУП. Сметам дека процесот на изработка на новиот ГУП ги вклучува сите засегнати страни на начин што ќе обезбеди гаранција дека се сериозно лимитирани можностите за пропусти при носење на деталните урбанистички планови и друга планска документација од понизок ранг. Од тука убеден сум дека ќе се отворат можностите со новиот ГУП да обезбедиме услови да се продолжи со деталното планирање на градот на начин што сериозно ќе го напредува квалитетот на животот на нашите сограѓани. Почитувани присутни, почитуван директор на Агенцијата за планирање на просторот, почитувани медиуми, новинари, почитувани граѓани, навистина ми е чест што еве и на самиот старт од мојот мандат имам можност заедно со градоначалникот на град Скопје, Шилегов, да го подпишам овој договор за изработка на новиот генерален урбанистички план за град Скопје. Нешто што е многу значајно како документ, како акт за идниот раст и развој на Скопје, но и за хуманото живење на граѓаните во Скопје, заради тоа што Скопје е метрополата, од која што се очекува хуман развој, раст, многу повеќе зеленило, но и мотор на економијата во државата, кој што треба да представува во наредниот период. Просторот е најголемиот ресурс и најзначајниот ресурс на државата, токму поради тоа треба внимателно, правилно да го планираме и да се воведат стандарди и нормативи кои што внимателно од страна на фелата, на стручната јавност, но и на граѓаните ќе биде планирана со цел да се направи еден баланс во развојот и растот на градот. Она што е многу значајно за мене е што овој генерален урбанистички план ќе започне да се работи според новиот закон за урбанистичко планирање и според новиот правилник за урбанистичко планирање, кој што
се сериозни алатки и даваат шанса на урбанистите и на планерите да целото свое знаење, искуство и нормативи ги вградат внатре во овој урбанистички план, секако со вклученост на партиципативни тела, на граѓани, граѓански здруженија, организации, секој оној кој што е заинтересиран да биде дел од овој процес преку јавни расправи и стручни расправи, но и секако преку двојно гласање во Советот, со што ќе се даде максимално на јавност и на тежина на изработката на овој план. Со овој правилник, со овој закон, овозможуваме сериозна регулација на просторот и да ја запреме дерегулацијата која што со години наназад ни се случува во просторот, пред се во Скопје и во урбаните средини. Токму поради ова, сум убеден дека со овој генерален урбанистички план за град Скопје даваме шанса на и предност на јавниот интерес, кој што ќе биде од исклучителна важност во наредниот период. Овој план ќе се работи 3,5 години со строго утврдени прописи, правила и рокови како тоа ќе се одвива, и ми е многу драго што еви Министерството за транспорт и врски ќе вложи своји средства за поддршка на градот Скопје, за идниот развој на градот и на просторот кој што е единствено важен за граѓаните. Да се заблагодарам на довербата од име на агенцијата. Се надевам дека и сигурен сум дека нема да разочараме со ваква поддршка од градот и со работката што имаме во континуитет. Исто така и со новиот министар кој е по занимање архитекта, што многу ќе допринесе за меѓусебната координација, во тоа сум сигурен. И со помош се разбира над нашата фела, би ги повикал сите фактори кои се ова да учествуваат, со сугестии, да дадат разен придонес во изработката на овој важен документ. И по претходните доста кажа, јас само да кажеме да почнеме да работиме и да покажеме дека ќе го направиме тоа што сме се договорили.